Циклус на уништување и создавање. Промени на пейсаж, релјеф и хоризонт. Ова се случува кога целиот жив свет е само еден тенок слој на површината од се уште активна планета. Разурнати домови, човечки жртви и опустошени региони се само дел од последиците кои ги оставаат природните катастрофи. Иако се во ова нам ни се чини дека се случува многу далеко или дека се сцени од филмовите, природните катастрофи биле, се и ќе бидат значаен дел од нашето секојдневие. Поради географската положба, на територијата на Македонија се создал релјеф и климатски услови кои го прават ова поднебие подобно за поплави, земјотреси, свлечишта и пожари. Тоа се најчестите природни катастрофи забележани во нашата историја. Иако постојат записи за природни трагедии на нашето поднебие уште од антиката, сепак подетални информации имаме за оние кои датираат од почетокот на 20. век. Во 1904 година, додека Македонија била се уште под Отоманската империја, градот Пехчево изгледал сосема поинаку. Тој како најголем град во Малешевијата, имал развиена чаршија, трговски и зданечиски дуќани и бил нарекуван Мал Стамбол. Но на 4 април истата година, градот Пехчево бил срамнет со земја од силен земјотрес од 7,5 степени по Рихтер. Тој земјотрес бил најсилниот евидентиран во Европа дотогаш. Оној мал дел од населението кој успеал да преживее, набрзо го напуштил Пехчево за секогаш. Но и во близината на Пехчево, сеизмичката карта покажува висок ризик од земјотреси. Источна Македонија има особено висока сеизмичност. Валандовско и Дебарско исто така се региони каде наредните години силните земјотреси ги промениле за секогаш животите на тамошните жители. Овие земјотреси за кои што најчесто збориме, тие се тектонски. Настануваат поради движење на тектонски плочи. Целата земјина кора е поделена на 15 такви големи плочињаци. Целата земја е поделена. Тие плочи се во постојано движење. И на местата каде што тие се допираат, тие се раседни, викаме, структури. Само тамо се случуваат големи земјотреси, gigantic, огромни. Тоа е во подрачјето на огнениот прстен во Тихиот океан. Таму има најактивно движење на тектонските плочи. И точно на контактот, тоа се раседни структури. Сега, ако се вратиме во нашиот регион, ние не сме на контакт помеѓу две тектонски плочи, за секоја среќа, меѓутоа, тоа не значи дека немаме земјотреси. Поради движењето на овие големи тектонски плочи, тие придонесуваат и на ниво на големите плочи да има мали придвижувања и тоа го викаме ние така наречени интраплейт, внатрешни земјотреси, и во Македонија впрочем се случуваат такви и затоа не се од толкав размер за секоја среќа, нели? И тука имаме помали раседни структури, ние ги викаме помали плочички, испресечени раседни структури и поради тоа не се очекува, значи наукава не очекуваме ние да има некакви значително големи потреси и земјотресни движења, затоа викаме од 6,5 до 7 максимално очекувани магнитуди. Скопскиот земјотрес во летото 63 година бил токму со таа вообичаена за овој регион магнитуда. Сепак штетите биле огромни. Од тогаш потекнува и Институтот за земјотресно инженерство кој се обидува да воспостави стандарди за градење кои што, доколку почитувани, ќе го намалат значајно бројот на жртвите при идните потреси на земјата. 2016 беше скопскиот мал земјотрес, релативно магнитуда една од средна големина околу 5, немаше никакви оштетувања, зборам на современите објекти. Стамбени згради, стамбени куќи и така, имаше претежно и то мали пукнатини на стари објекти. Зборувам, нели, пред 40-50 години, што впрочем и тоа така и се случува во цел свет. Така да сметам дека во тој правец добри сме. Има простор за подобрување, меѓутоа добри сме. Го држиме чекорот, да кажеме, со Европа во поглед на безбедни, стабилни и сигурни објекти.
Покрај разрушените објекти и ридови за време на земјотресите, Скопје многу често било и поплавувано. Реките Треска и Лепенец се вливаат во Вардар токму овде, во Скопскиот регион. И за време на пролета и на летото покрај обилните врнежи, тие многу често се изливаат од своите корита. Штетите од поплавите во минатото биле многу чести, но во иднина тие ќе бидат многу постравични и ќе имаат несогледливи последици. Во текот на 20 век во Скопје се забележани 3 големи поплави. За жал и во новиот милениум сме сведоци на водени катастрофи кои резултираа со голем број човечки жртви и огромна материјална штета. Поплавата се случува тогаш кога реката, значи ќе се надмине транспортниот капацитет на водотекот. Значи има повеќе вода отколку што таа река може да пренесе да евакуира. Тогаш настанува излевање на водата од реката и настанува поплава. Има повеќе причини. Пред се тоа е климатолошките услови или причини или големината на дождовите кои што паѓаат на одредено сливно подрачје. Понатамо состојбата на површината во сливот или каква е состојбата во однос на вегетативниот покривач, каква е состојбата со педолошката основа на површината, значи каква е земјата во сливот. Понатамо состојбата на речните корита, на системот низ кој што се транспортира водата, дали се тие чисти, дали се тие заполнети со нанос од претходни настани, дали се заполнети со отпад од човечки причини. Никогаш не може да кажеме дека сме тотално, комплетно заштитени од поплави. Секогаш може да дојде поголема вода, секогаш може да се случи нешто што ќе го попречи текот на водата во реката и секогаш може да се случи излевање. Баш поради тоа, како еден дел што се нарекува во праксата неструктурни мерки или неградежни мерки за управување со поплавите е изработката на планови за управување со ризикот од поплави. Така. Овде се опфаќа значи навремено прогнозирање на големите води кои што може да се јават во одреден тек, понатамо навремено известување до центарот за центар кој што ќе се формира за да управува со поплавите во одреден речен слив и понатамо преземање на мерки за известување, тревожење на населението, ако има потреба доколку се одлучи евакуација на населението од областа која што евентуално би била поплавена и на тој начин се тежи значи во комплетно управување со ризикот од поплава, односно максимизирање, намалување на штетите од евентуална поплава која што би настанала. Во континенталниот дел на Европа, при вакви климатски услови, се појавуваат и други природни неприлики наречени свлечишта. Ненадениот пат на земја, карпи и кал можат да доведат до несогледливи последици. Токму таков е и случајот во 1956 година кога ридот кај Моклиште се срушил кон кањонот на реката Луда Мара и ги затрупал овчарите и добитокот кој, за жал, во тој момент се наоѓале таму. Ридот во Моклиште бил силно еродиран во времето пред настанокот на катастрофата. Пукнатина од скоро 100 метри зјаела од подземјето. Но ова поднебје е богато и со подземни води, земајќи го предвид блиското корито на реката Луда Мара. Атмосферските води од врнежите, како и подземните води, навлегле во пукнатината и создале големи промени во теренот. Одеднаш, како што сведочеле жителите, зататнело копното и почнало да се движи. На 5 септември, среда, ураните утрински часови, кај 5 саат, ствари, покажување овие луѓе што од селото оделен на пазар, тоа што пазарен ден беше, имало некој звук бучење, од тамо се одделува, тамо а носе земјата, тамо првиот дел, горниот дел, долниот дел едноставно и подклапува. У Кавадар се организира уствари масовно. Војска се организира, населението уствари како елементарна непогода. Зорле у камионот и плаќаа лопати, таква работа. Кога дојдоме вдеа, што ќе видиш каква лопата, каква е хубава, тоа ништо не може да. Ја идејќи наваму, и пречекав татко ми, односно брат ми и мајка ми уствари.
се враќат на збор, не оди, вика, нема што да видиш, нема што да видиш. Јас и покрај тоа што не дојдов и ништо. Во беше само рушевина. Рушевина. Во таа несреќа загинал и татко му на Боро, првоборецот Ѓошо Бојаджиев. По војните тој се занимавал со сточарство и токму во близината на Моклишкиот манастир. Тој го чувал стадото овци за кое бил задолжен. Само 3 дена пред катастрофата, тој бил советуван да го префрли стадото од падините кај манастирот до оние под ридот наречен градот, поради подобрите услови за прехрана. Ридот е обкружен со 3 реки чија вода им била потребна на овците, но никој не предпоставувал дека токму поради подземните води тој рид наскоро ќе падне. Ако знаеле, па за 2 минути уствари на сигурно ќе испаднели таму. Роден у Ватша, татко ми. Роден у Ватша, па Бугарија, па Цер Колубара, па Австрија, уствари. Не знам што не му поминало преко глава, меѓутоа дојде тука. Тука да му биде смртта и тоа е. Ризик од повторување на ваква катастрофа постои се уште на територијата на Македонија. Сите релјефи кои содржат подлабок наклон на земјата, посилни врнежи или пак напролет потопењето на снегот, го носат ризикот за настанување на свлечишта. Сепак денешната технологија дозволува тие да се предвидат и да се реагира соодветно на време. За наша голема среќа, ваква катастрофа одамна се нема случена. Но суваста на почвата и на воздухот, кој ги прави поплавите и свлечиштата многу пострашни, создаваат услови за брзо ширење на огнените јазици. Во последната декада, Македонија изгуби многу шума токму поради страшните и незапирливи пожари. Вкупно за 22-3 години некаде близко сме до 200.000 хектари изгорени, што е многу. Ако имаме милион, значи 200.000, 20% биле на некој начин опожарени, шуми и шумски површини. Пожарите во Македонија 99%, ние викаме 99%, но и слободно можеме да кажеме 100% се предизвикуваат како резултат на активности на човекот. Намерените палења најчесто се како резултат на илегалната сеча, бесправната сеча, со цел да се добие ефтина дрвна маса после тоа, затоа што по закон треба се санира пожариштето или да се прикрие таа илегална активност, додека од оние ненамерни палења, или ние што ги именуваме како невнимание, најчесто се палењата на страништата или на нивите, во пролетниот период кога се чистат и после жетвата кога се палат страништата, и тоа обично излегува од контрола. Последните 100 години, особено последните 50 на години, миграцијата село-град доведе до многу празни површини, напуштени земјоделски површини, напуштени пасишта, кои што едноставно зараснуваат и преминуваат во или веќе шуми, или во процесот, сукцесијата одат на кај шуми. Имаме натрупување на горлив материјал, кој ќе се додадат климатските промени, кој ќе се додадат овие однесувања на луѓето, а и нема таму веќе кој брзо да реагира, тогаш го добиваме ова што го добиваме денес, односно за нас очит пример нова сега што го зборам е пожарот минатата година во Беровскиот регион. Тоа за жал како склоп на фактори не очекува во иднина. Оние топли бранови кои што ги очекуваме според сите сценарија и ги гледаме денес, топли бранови, намалување на врнежите ќе допринесат да имаме сув горлив материјал, сушење кај шумите, што значи зголемување на горливиот материјал. Така што климатските промени се еден предуслов кој што ја прати појавата и развојот на пожарите. Во пресред на подобните услови за ширење на пожарите, се планираат активности со кои ќе се стремиме кон намалување на можните штети. Тие проекти предвидуваат просторно планирање на иселените подрачја кои представуваат отворени површини за пожар. Низ Балканот, не само во Македонија, летните месеци се меѓу другото и почеток на сезоната на летни пожари.
Има податоци дека секоја трета или четврта година ние имаме пожари од ваков тип. Значи 17-та ни беше доста ризична, 14-та исто така, на 3 до 4 години ни се повторуваат истите. Ова не значи дека ова година ние ќе имаме помалку пожари од лани и треба да бидеме комотни во однос на тоа. Ние сепак треба да бидеме доста подготвени, затоа што гледаме дека ова година дури уште многу порано почна пожарите, но за да не би дошло до такви ситуации, не треба сите да се вклучиме. Македонски шуми треба навистина да бидат првите одговарачи, односно респонденти на таквите настани, кои што треба да обезбедат пристапни патишта за да може во случај на пожари да се действува до таму. Изворите на вода треба да се лоцираат кај ни се, што ни се, значи од ланската година до оваа година. Ние имаме и повеќе опрема, и повеќе капацитети, но и многу повеќе искуство од тоа што ни се случува, да не ни се повторува и ова година, односно и годините на назад. Но пред се треба да работиме доста на подигнување на свеста. Мислам дека тоа треба да ни биде паралелна и многу битна задача покрај подготовките што ги превземаме сите како институции. Освен подигнување на свеста кај населението за опасностите, справувањето со природните катастрофи бара и успешно спроведување на стратегиите за ублажување на ефектите од климатските промени. Во Македонија се планира подобрување на начинот на третирање на отпадот, енергетиката, транспортот и земјоделството. Овие стратегии, државните институции е алармантно да ги спроведат уште веднаш, со цел да се подобри квалитетот на живот, но и да се намали ризикот од некои природни катастрофи. Во минатото природните катастрофи биле толкувани како Божја волја. Но денес во 21. век ние можеме да ги предвидиме и да ги намалиме штетите, но уште поважно, ние можеме да ги спречиме. Со менувањето на навиките за трошење на енергија, складирањето на отпад и управувањето со ресурсите, ние можеме да изградиме свет кој ќе биде отпорен на штетните влијанија од климатските промени. Свет кој ќе може да се справи со природните катастрофи.